Зборувам за болеста депресија. Што е тоа депресија? Како се објаснува болеста депресија? Кога и на кој начин таа болест се манифестира, а и фактот дека денес таа болест се повеќе и повеќе има нови пациенти со болеста депресија, неслучајно е наречена и болест на цивилизацијата. Хипократ пред 3000 години прв пат ја споменува депресијата, али не како депресија, него како болест меланхолија. Меланхолија значи во личноста на болниот присутна е така наречената црна жолчка, која буквално го менува ликот и состојбата и психичките и менталните состојби на личноста. Во средината на 19 век прв пат депресијата званично е прифатена како болест и од тогаш нејзиното име е во медицината регистрирано како сериозна болест. Името депресија, болеста го добила од латинскиот збор депресио, што значи личност кај која е присутна претерана тага, жалост, кај кого постои изменетост на неговиот надворешен изглед, кај кого во човекот постојат изменетост на неговите психички симптоми што ги доживува како последица на болеста. Така да, кога во подолу од текстот ја објаснувам и опишувам болеста депресија со карактеристичните симптоми како изгледа болеста депресија, на многу вас, почитувани гледачи, ќе ви биде јасно дека навистина станува збор за доста сериозна и озбилна болест која го напаѓа човекот без разлика на полот, дали е машко, дали е женско, дали е од помлада или од повозрасна возраст. Болеста депресија е присутна, нажалост, имајќи ги сегашните услови на начин на живот, бројните разни елементарни и други присутни состојби, војни, болести, земјотреси, се една од основните причини за појавата на болеста депресија. Причините за настанувањето на болеста можам да ги објаснам на следниот начин. Постои депресија која е предизвикана како последица на присутни невролошки, значи нервни или телесни болести во личноста од поодамна време или еден подолг период присутни кај нив. Пример, карцином, рак, Паркинсонова болест, понатаму артериосклероза, понатаму болест од типот на групата на така наречена хипотиреоза, значи лоша работа на тироидната жлезда. Понатаму артериосклероза као генерална состојба како причина за појава на болеста депресија која ја менува генерално личноста. Покрај овие невролошки и телесни симптоми, присутни разлози за појавата на депресијата кај други личности се присутно на променети хормонални промени во неговото тело, во неговата личност. Например, тука ќе наведам неколку болести кои ги сретнуваме во медицината, како што е дисплазијата, пореметена работа на хормоните, климаксот, се битни фактори кои ги предизвикуваат хормоналните промени во личноста, а тие хормонални
промени во личноста ја дава болеста депресија во личноста. Постои депресија што можда и ќе ве изненади, депресија како болест која е предизвикана под дејство и присуство на разни лекови кои телото не ги прима или делуваат штетно врз телото. Тука се разни хормонални лекови, тука спаѓаат разни се користат разни други лекови од групата што најчесто женскиот свет го користи, то се контрацептивните средства, лекови, понатаму разни лекови од групата на така наречени анаболици, кои видно со нивното присуство го реметат метаболизмот и работата на функциите во човекот, при што последица се појавува скриена депресија. Депресијата е болест во која и кај која нема доктор по општа медицина, нема доктор специјалист невролог или доктор специјалист психијатар кој во својата професија најмалку еден поголем број на такви пациенти ги имал како пример на болеста депресија. Депресијата, читам од и ќе изнесувам примери од мојата пракса, депресијата може да настане и како последица на одредени емоционални состојби или пореметувања. Односно, депресија присутна кај доста осетливи, доста пациенти кои лесно и тешко ги доживуваат одредени кризи кои ги напаѓаат, при што се причина за појава на депресијата. Депресијата може да настане и во склопот на одредени болести. Болести кои се врзани за кардиоваскуларниот систем, значи за срцето, болести кои се врзани за градниот кош, односно плучниот систем, односно плуќата, болести кои се врзани за функцијата и работата на органите за варење, дигестивниот тракт, како го велиме. И еден интересен податок, кога ја пишував оваа тема, дојдов до еден многу интересен податок. Обично 60 до 90 дена од моментот кога се случила одредена состојба, дали проблеми со срцето, дали проблеми со туморот, дали проблеми со карциномот, дали проблеми со крвните садови, дали проблеми со уопште присутни и регистрирани од страна на докторите по општа медицина или колегите специјалисти, веќе во период после 60, односно 90 дена, почнува личноста да се менува, односно почнуваат првите кораци на депресијата, бидејќи во него е доминантно присутен стравот. Дали тој момент на преживеан инфаркт или тој проблем на преживеана тешка операција на карциномот, дали тој момент на тешки болести во плуќата нема да се повторат и му го однесат неговиот живот, се главната причина што таквата личност се менува, станува друга личност, ја преживува болеста многу сериозно, многу озбилно и, на жалост, многу малку мои колеги, доктори, покушаваат, има такви кои стварно тоа го чинат успешно, да му стават јасно до знање дека болеста не значи дека неговиот живот е завршен, него дека болеста и операцијата и лечењето
се главниот разлог да му се неговиот живот продолжи. Присутност на овие симптоми во клиничката слика на болеста депресија дава телесни карактеристики или знаци и психички, односно психолошки знаци кои ја документираат или ја потврдуваат болеста во пациентот. Читам за случај на мој пациент. Во една ситуација пациент од Струга на возраст од 68 години под дејство на депресијата беше толку многу изменета што дури агресивно и физички го напаѓала синот, го штипела, го истерувала, на докторите им зборувала: то не е мојот син, то не се мои, овие сакат да ми ја земат куќата. Значи, еден низа други непредвидени ситуации присутни кај пациентите со овој болеста депресија. Иначе, треба да разликуваме депресија од вистинска жалост кај пациентите. Имаме пациенти, не можеме да кажеме дека се депресивни пациенти затоа што се нажалени, затоа што патат, затоа што доживеале тешки драматични ситуации. Например, смрт на некој близок член од семејството. Сигурно таквиот пациент или таквата ситуација со таквиот пациент ќе направи една жалосна ситуација во семејството, во средината каде што се случила таа непријатна ситуација. Всушност, во депресијата, патолошката тага, патолошката жалост, состојбата на присутната претерана жалост и патење кај личноста се само фактички состојби кои се во неговата фантазија, во неговиот мозок, а не се вистински причини за појавата на болеста депресија. Ке ви покажам веднаш, бев сведок во Кочани, кога ја книгата, промоција правев на книгата и поклонив 250 книги на сите родители чии деца починати се во пожарот, на сите родители чии деца се изгорени, али останати се живи. Оставив поклон на книги во библиотеката, во општината, а ова е сликата каде што за време на презентирањето на книгата ова беше ставено насред пред сите и тука имав типично пример да доживеам, да видам една депресивна ситуација кај маса на луѓе кои ги доживувале или преживувале последиците од болеста, од трагичното случување со смртта на изгубените деца. Или кај родителите чии деца беа со како се вели, оштетени и опожарени од огинот. Ќе опишем сега клиничката слика, како изгледа клиничката слика на депресијата, пак со примери на пациенти. Кога зборував во Кочани, во градот каде што дури немаше и место за да сите влезат внатре, доживев една ситуација што можда ретко кој доктор то го доживел во својата професија. Наиме, кога завршив со разговорот за болеста и состојбата кај луѓето кои се родители на тие деца,
доживев нешто што буквално и мене ми дојдоа солзи на очи. Сите родители станава и ми се поклонија и се заблагодарија за мојот напор да им помогнам, да им ја олесам нивната состојба. Никогаш нема да го заборавам тоа. Доста драматично беше и доста тешко. А и јас сум човек кој носи во себе живот и јас ја преживувам ситуацијата на такви тешки ситуации. Клиничката слика, ќе опишам како изгледа клиничката слика, значи на вистинската депресија, не на она лажна депресија која сакат често пати. Има група на пациенти кои често се моите колеги сретнуваат во својата пракса, наречени хипохондри пациенти или пациенти кои се фактички здраво болни, а лажно ја прикажуваат својата состојба од причина да добијат некоја корист, да добијат некој добит, да добијат некој профит, што е многу некоректно и нечесно. На тој начин да се злоупотребува медицината. При преглед на пациентот, читам од мој пациент, се ово што ви кажувам и што ќе ви зборувам као пациенти се исклучиво мои пациенти кои строго ги водам, а со кој ден денес имам контакт по телефон за совет, за разговор и за било какви други услуги што секогаш сум спремен да им ги пружам. При првите контакти, обично во ординацијата на докторот, психијатар, односно невропсихијатар, веднаш, зборувам за мој пациент, веднаш се виде присуство на болеста, на депресија, кој покажуваше голема патолошка тага, ќе ви ја кажам и возраста и личноста, голема патолошка тага со еден јак интензитет, при што пациентот делуваше загрижено, уплашен, дека нешто тешко се случува со него. Тој не можеше да прифати дека е то депресија. Тој мислеше дека некоја тешка болест која ќе му го однесе животот. Личноста, кога разговараше со мене, лицето му беше затегнато. Цело време гледаше во подот. Во разговорот со мене, разговорот му беше тих, нејасен, неразбирлив и го правеше со паузи. Бев принуден повеќе пати дури поедини прашања да ги повторам, за да му разјаснам и помогнам да ја свати вистината за причината за неговата состојба. Таквите пациенти често и таквиот мој пациент често одговараат скратено со да или не. Тој е така наречен телеграфски одговори, а движењата во моментот на прегледот на неговите екстремитети, значи раце, нозе, на телото, беа многу успорени, многу оттежнато и му представува проблем дури и да ја дигне раката. Лицето оддаваше веднаш, или ние како велиме физиогномијата, еден познати психијатар Ди Чезаре, кој вели, кога ти го видам лицето, знам кој си, што си, а не ти го знам името. Во разговорот често добијам податок, зборувам за мојот пациент, добијам податок од родбината дека дома кога е, често во текот на денот повеќе лежи во кревет или седи на столица, молчи
не сака да зборува, апетитот му е слаб, ноќе лошо спие, често се буди, сонот му е со кошмари, со лоши сништа, така вели. Често зборува во разговорот дека повеќе пати покушавал да ја каже својата немоќ и слабост на своите најблиски. Да каже дека е навистина болен и дека му е потребна помош. Стариот пациент од 69 години, многу драга личност, веднаш во стартот ти е, што се вели, ти е мил по душа и сакаш да му помогнеш, треба многу време да се со него разговара за да ја свати својата вистинска состојба и да на крај бар малку, што за мене беше голема награда, покаже осмех и виде дека навистина мојот труд, енормно голем труд, ми е да му помогна во неговата здравствена состојба. Постојат исто нов пациент, читам за ово се од мојот пациент, постојат пациенти наспротив овие кои се буквално блокирани, укочени, кои патат, кои имат апатија. Постојат група на пациенти со депресија, али кои се агресивни. Мојот пациент често пати, како ми објаснуваше семејството, често читам од неговата историја, често пати е во агитирана состојба, активно, нервозен, со движење во собата и кај мене во ординацијата се движеше, не сакаше да седне, често со рацете се удараше по глава, неговата фамилија приоѓаше да му ги задржат рацете да не се повреди. Така да, и тоа е депресија. Сватиле погрешно дека тоа е фактички нервоза кај него. Не е тоа нервоза. Тоа е депресија, така наречена агитирана депресија. Ја морав поединачно постапно да им ја објаснам ситуација дека неврозата е фактички продукт на депресијата. Стравот во него е продукт на депресијата. Уплашеноста е продукт на тоа. Неговиот изред, неговото однесување е присутниот страв во него. Ја тоа многу убаво го пишувам во книгата. Спротивно на овој тип, каде што пациентот агитиран, буквално максимално подвижен, покретен, постои друг тип на депресија која ќе го изесам со случајот на пациент кој кога го донесоа, буквално, јас мислам донесоа човек кој е парализиран. Целиот укочен. Кога покушав да ги добијам невролошките знаци, он ги имаше. Али, тој тип на депресија во кој што пациентот се покажуваше дека е укочен, дека е секој покрет болен и му чини проблем и му представува вистински проблем. Тој тип на депресија кај таквиот пациент од 73 години е така наречена депресија на ступор или депресија на укоченост, а не парализа. А пациентот меша поем дека е парализиран, не е парализиран. Кога му дадов нешто да фати, со рацете фаќа.
на парализирана личност, што год да му даете во раце, ќе падне. Он фаќа то. Кога му побарав да стане, тој стана на своите две нозе, не дозволи да падне. Кај парализа имаме ситуација кога не може да стои на нозе. Се сеќавам на еден случај на еден мој пациент кој доживи парализа на нозете. И после тоа ја промени целата негова психичка состојба и влезе во една друга депресија. Влезе во една друга здравствена лоша состојба. Тој човек толку беше самоуверен да во еден момент сестрите притрчаа да го придржат, покуша да стане од кревет, да стане на парализираните нозе, да види дали може да го направи. Видите колку далеко одат таквите пациенти. Има такви пациенти доста. Али не смеме да мешаме депресија и парализа. Парализата е главниот фактор на болеста, а депресијата е последица на состојба на болеста, која е доживува или преживува пациентот. Постојат и така наречени депресии и тука ќе го објаснам, примерот на една состојба наречена афект состојба. Човекот е во возрастни години, меѓутоа, нажалост, пензионер, принуден пензионер, бидејќи за време на работата, неговата рака била ампутирана, влегла во машината со која он работил. Има ампутирале раката. Кај него секогаш присутен беше афектот, а афектот значи силна, јака возбудливост, која не ја заборавил состојбата кога зупчениците на машината му ја сечеле и мелеле неговата рака. Затоа тој афект на таа силна возбудливост не ја прифаќа кривицата дека тој е кривиот. Причината е во него за тоа, а не во луѓето кои раководат, кои му се предпоставени. Ќе ви се уште еден случај на пациенти каде што депресијата е последица не на болеста депресија. Значи, мора депресијата нешто да ја предизвика во личноста за да се појави депресијата. Мајка од еден град во Македонија, мајка која доживува истовремено двоструко самоубиство и на синот и на сопругот. Жената беше навистина патната во една тешка депресија. Нема да го забораваме случајот на кога го опишувам и во книгата, на особа од 38 години, иначе правник, кога ми ја донесоа со сопругот, жената делуваше потполно избезумено, изгубено, неориентирана, кој ме донесе, зашто сум овде, што се случи. Наиме, само што легнала да спие, во моментот кога легнала да спие, го слуша, уште не заспана, го слуша гласот на својот син, кој имал 8 години, а пред 3 години починал од болеста леукемија. Возбудена од тој афективни момент, Боже рече, дали синот ми се врати. Кога дошла до вратата од каде гласот на синот доаѓал,
се онесвестила и веќе изгубила комплетно контакт со реалноста. Всушност, што е причината за тоа? Нејзиниот сопруг од голем жал и тага во неговата душа и желба да го чуе детето, пуштил дискети снимени за време на рогенденот на детето, за време на новогодишни празници, за време на одењето на годишни одмори. Сето тоа сакал да ги слушне и да се подсети уште еднаш на синот. Ама заборавил дека неговата сопруга и таа слушнала, и таа заврши као тежок психијатрски пациент. Нажалост, и денес е на лечење во психијатриската болница со тешки сериозни последици. Има интересна една ситуација, и тоа го има доживеано во ординација, кога во ординацијата ми го донесеа пациентот, синот, керката, сопругата и пациентот на 74 години. Тој тип на таков вид на депресија, каде што пациентот ја зборува иреално, дереално, невистинито, измислено, или зборува деперсонализирано, зборува, докторе, овие, јас прашав, кој се, вие кој сте? Реко, јас сум синот, ова е сопругата, ова е сестрата, го донесовме татко и не можеме да издржиме више со него. Лажат, рече доктор, овој ништо не мисли, овој се комши. Не признава синот, не признава жената, сопругата со која во брак, не признава керката. И реално ја опишува, измислува многу зборови, што ние во психијатријата за таквите пациенти изборуваме дека се користат така наречени кованици, измислени зборови. Само тој знае значењето на тој збор што го кажува, а околината мора да одобрува дека прифатиле и разбрале што кажал. Фактички ништо не разбрале, нити ништо можеле да сватат. Према тоа, овие форми на типични примери, што подоцна уште по-карактеристични ќе објаснам, се денес многу чести во психијатриските ординации. Нажалост, како причина за тоа е се поголем и поголем број на болни од оваа болест. Постои и една посебна форма на депресија покрај ова реализација и деперсонализација, непризнавање личности. Постои една друга форма на пациент кој исто го имам доживено да го видам во ординација. Станува збор за така наречена нихилистичка депресија. Пациентот буквално не познава, не препознава никој од блиското семејство, од блиските луѓе со кои живеел со години, со кои контактирал. И покрај тоа што, тато, дали знаеш дека сум јас тајан, тато, јас сум тој, пријателу, јас сум тој, воопште не признава. Нихилистички вели, не, вие не сте, прв пат ве гледам. Постои, ќе ви изнесам пример на пациент, така наречена психотична депресија. Пациентот со психотична депресија, од него читам, од неговата историја, е пациент кај кого психичката функција мислење, значи ние имаме повеќе функции во мозокот, памтење, запамтување, заборавување, мислење и така,
психичката функција мислење е изменета по содржина. И таквата личност почнува да зборува нешто што никаква врска нема со оно. Го прашам, добро, знаете каде сте? Во хотел? Да. Ево, креветот ме чека да легнем, рече. Вие што сте? Му вика на едниот. Ти си, рече, курирот што ме донесе овде, рече, или што? Дајте ми да легнем, сакам да се осеќам дека сум во хотел. Погледайте која психичка изменетост на функцијата мислење и го фрла во депресија. Една од најтешките форми на депресија, што денес, нажалост, е се почеста и присутна, е така наречената суицидалната депресија. Депресија во која пациентот ја предизвикува својата смрт. Во книгата опишувам еден случај на пациент со суицидална депресија и на почетокот на книгата го ставив прв пример тој. Наиме, млада девојка од 23-4 години 3 до 4 пати покушала да изврши самоубиство, суицид. Беше подолго време мој пациент и во еден момент ја барам по телефон и прашам, манечка, каде си ти? Тука сум, ме измами. Она била качена на зграда, горе, на 12-катница зграда, за да спремна да го направи четвртиот корак и да изврши самоубиство, односно, бидејќи претходно 3 пати не успеа да го направи тоа. Јас случајно го имав писмото од една млада пациентка девојче, 16 години, иначе јас сум автор и на една од познатите книги кои во 98 година доживеа најголем тираж, тоа е Дрогата, болест на денешнината. И реков да ти прочитам едно писмо. За време на моето дежурство, кога го донесува девојчето, тоа веќе беше починато. Под незината мишка имаше тетрадка и ја тетрадката ја разгледав, го скинав последниот лист во која она опишува зашто извршила самоубиство. Дека веќе депресијата не можела да издржи, не можела да издржи таа состојба и извршила самоубиство. И вели, али мајка, мамо, ти плачеш, ти не знаеш, јас сум подолго време наркоман. Не можем веќе да издржам. На братот, дај му гитарата, сакаше да свири. На Марија, дај го мојот джемпер, сакаше да го носи. А на Мики, дај му го дневникот и прочита и види колку сум го сакала. Доаѓај повремено на мојот гроб, попуши цигара, можда ќе имам уште нешто да ви кажам. Видите колку е јака депресијата. Значи, во дадениот момент врши страшен прекид на мисловните процеси кои треба да го заштитат човекот, него тие остануваат немочни и човекот врши суицид. Зато таквата депресија се вика суицидална или депресија со мислењето на, како се вели, на самоубиство, како последица на тешката душевна состојба, психичка состојба, ментална состојба, телесна состојба, како год го земете, сето тоа. Интересно да во мојата пракса, најодговорно тврдам, не сум сретнал, а со некои колеги сум разговарал и ми го потврдија, пошто бев ја лекар во Србија долго години, тамо работев, клинички невропсихијатар бев, со некои колеги разговарав и ми потврдија дека поедини пациенти доживуваат халуцинации. И една драматична халуцинација која ми објасна колегата, ја просто не можев да верувам дека тоа може да се случи. Верувајте, страшно драматично. Пациентот кој сакал да скокне, да се
убие кога ги имал халуцинациите, сакал да види како изгледа смртта во него. Погледайте колку тешка и драматична ситуација, колку голема борба во неговата глава, во неговиот мозок. Колку тешко и сериозно оштетен човек да сака да скокне и кога ќе умре сака да види како изгледа. То нема смисла, не може да се случи. Еден познати професор, руски професор, психијатар, професор Димитар Авдеев, кого го, иначе професор на Московски универзитет, кого го ја изузетно почитувам, депресијата ја опишува на следниот начин. Во депресијата секогаш при првиот контакт на докторот со пациентот мора да ја гледа и прати присутната триада. Триада значи 3 симптома. Од кој? Обавезно мора да биде лошо расположение, читам да има забавено мислење, успорено мислење и да има закочени, укочени движења и покрети. Тоа е почетокот што докторот ќе го натера да размислува за депресијата кај пациентот. Во описот професорот дава додатни податоци и опишува личноста, каде што вели лицето на таквиот човек во депресија е просто опаднато, овенато, као еден цвет кој овене без вода. Понатаму, објаснува, вниманието му е никакво, само е свртен кон себе, кон никој друг. Понатаму, концентрацијата намалена, имунитетот, внатрешната одбрана на телото, ослабена, изгубен апетит, изгубена концентрација, лош сон со често будење и сонување во текот на сонот, лоши, непријатни соништа кои го уште повеќе плашат и го донесуваат во состојба на одредени реакции кои подоцна кога ќе се разбуди почнува да ги манифестира. Таквите пациенти за своите животни случувања немаат никаков интерес. Нив не ги интересира дали има вода, дали има храна, дали има ово, дали е платено. Ни уопште не ги интересира тоа. Понатаму, чувствата нивни према вредноста на одредени ситуации каде што, например, синот или керката или семејството прави голем труд да направи еден добробит на семејството економски, него не го интересира уопште. Ми е гајле. Не ме интересира. Обично, таквите личности со претрпени психички проблеми, со претрпени телесни проблеми, кои ги наброевме, со проблеми, хормонални проблеми, со проблеми од економско-финансиски момент, со проблеми на доживени тешки стресови, тешки и болни состојби во семејството, се причината да личноста е изменета. Во теоријата на психијатријата има една многу убава реченица. Пациентот во депресијата, ве молам, ке зборам пополека да ја разберете. Пациентот во моментот кога има депресијата, прво себе се казува, тоа се вика садистичко казување. Кога ќе види дека семејните членови не обраќаат внимание на неговата состојба, онда почнува да се однесува
као мазохиста да ги мачи семејствата. Причина, еклатантен пример на причина со оваква состојба, имав пациент кој жестоко се бореше да не дозволи покрај сите препораки од доктори, од социолози, од психолози, да го сместат во дом за стари луѓе, каде што ќе му се продолжи неговиот живот. Тој сето тоа го прегази, го погази и немаше сила која можеше да го ова е моја куќа, ја овде ќе умрам и тука сакам да живеем. Вие сакате да ме пред време умрете, нема да ви дозволам. Значи, колку една таква состојба на болна депресија, врзана за оваа состојба, што се случува со него, може да ја измени личноста. Професор Авдеев, професор на катедрата за психијатрија во Москва, подоцна ќе кажам и некои карактеристични податоци за депресијата во Русија, даде следни објаснувања, дека постојат најчесто 3 врсти на депресија. Постои така наречена психогена депресија, изворна депресија, значи која ја предизвикува депресијата. Во таа психогена депресија која настанува како последица на одредени причини, а тие причини се тешки конфликти во семејството, јаки стресови, тешки последици од доживени трауматски повреди. Понатаму, многу битно место во болеста на депресијата јас имам за сега во мојата книга, која тек ја спремам као депресија да ја објаснам, имам запишано 4 случаи каде што едно колено умира од депресија, друго колено умира од депресија, трето колено. Значи, станува збор за генетика врзана за развојот на личноста, генезата на личноста. Ние имаме такви многу примери. Например, ако мајка има епилепсија, роди дете, процентот на епилепсијата кај тоа дете се движи до 40, можда и 50%. Ако таткото има епилепсија, процентот на наследна епилепсија е не повеќе од 15 до 20%. А ако и таткото и мајката има епилепсија, онда веќе процентот на наследување на болеста е многу голем. Значи, зборувам за генетиката. Покрај овие психогени фактори, постои и тако наречена соматогена депресија, читам од мојот пациент. Нема да го заборавам случајот на една пациентка од Струга, која, нажалост, подоцна почина трагично, беше оперирана од карцином на дојка. Меѓутоа, нажалост, тој карцином имаше големи стази направено, метастази во нејзиното тело, така да тие тумори, тој карцином, кој беше неизлечив, пациентката ја фрли во сериозна состојба на депресија. Третата група на депресија према моите пациенти, она што е многу битно, ви се молам и сакам да ви скренам посебно внимание, бидејќи
вие, членови на семејството, сте први кои ќе ја приметите, осетите и видите изменетоста на личноста. Тоа е така наречена скриена, често пати е присутна така наречена скриена или маскирана депресија во личноста. Ќе ви опишам случај. Ми објаснува семејството за пациентот дека подолго време ја има болеста, а не знаеме што е. Како последица на карциномот, оштетени му се многу органи во телото со метастазите од болеста. Понатаму, долгото боледување, изгубената радост, милост, присутната големата тага, секојдневното жалење дека веќе ќе го изгуби животот и не може да се радува на животот, се доста битни да на време одредени промени во личноста од било кој тип, од било која болест, на време се диагностицира за да се спречат последиците. Битно мора да сватите, мои почитувани гледачи, дека ова болест многу штетно делува на здравјето на личноста. Докажано е дека депресијата сериозно делува на сите органи во телото, почнувајќи од централниот нервни систем, односно мозокот, продолжувајќи према срцето, кардиоваскуларниот систем, продолжувајќи во пулмоналниот дел, сегде кај што постои во нив сериозна болест, веќе дава и сериозни последици. Битно, депресијата во таа состојба ги ремети нормалните функции и нормалното функционирање на личноста. Депресијата делува скоро на сите системи во целото тело. Луѓето не може да сватат дека метастази од еден карцином може да ги зафатат коските. Луѓето не може да прифатат и не им е јасно дека одредени болни состојби со тешко оперирано срце, дека во даден момент веќе неговата способност, пошто срцето е мускулен орган, попушта, ја губи функцијата и настанува смрт. Професор Авдеев ќе ви изнесам два интересна податока врзани за америчката психијатрија и за руската. Професор Авдеев вели: во Русија, само да видам точно, во Русија од болеста депресија боледуваат до 26% од луѓето. При што бројката на болните од депресијата е поголем кај женскиот пол него кај машкиот пол. Во Америка се спрема психијатријата, статистиката на америчката психијатрија за депресијата споменува бројка од 1,5 милион болни од депресија, кои и понатаму сега, на жалост, таа депресија се повеќе зголемува.